Предистражна постапка пред 20 на камери. Вака специјалното обвинителство го разбира членот од законот, кој предвидува тајност на овој дел од постапката. Градоначалникот на Центар Андреј Жерновски денес беше на распит во СЈО за случајот Скопје 2014. Иако предистражната постапка треба да биде тајна, неговата PR служба ги покани медиумите на кои тој им ги откриваше деталите од распитот. Можам да констатирам моје мислење дека и да изразам задоволство што конечно овие материјали, овие ревизорски извештаи се најдоа во прави раце. Ги доставив двата извештаи кои што беа доставени до јавноста, вие сте сведоци, јавноста е сведок и денеска се наоѓаат на нашиот вебсайт и тие служат и многу ми е драго што служат како многу битен материјал, да не кажам основа да овој предмет оди понатаму. Побарано иска за тоа јас што најдов во општина Центар, како се одвива сите работи, тоа е во главно она што беше поставено. И ревизорските извештаи се докази затоа што многу јасно е бележано таму што се е сторено. Запрашан зошто открива детали од постапката иако тоа е противзаконски, Жерновски вели дека тој внимавал што открил, но законот е јасен. Сите дејствија преземани во предистражната постапка од страна на јавниот обвинител или полицијата се сметаат за тајна. Тоа значи дека законски и самиот распит е тајна, затоа што се работи за предистражна постапка и случајот не е официјално почнат. Познавачите велат дека ваквото однесување на обвинителството на Катица Јанева е во служба на предизборието и токму затоа со кршење на законот се врши промоција на Жерновски. Слична маркетиншко-политичка улога СЈО имаше и со битолскиот градоначалник Владимир Талевски, кој за разлика од Жерновски не собираше поени, туку како што оценија експертите, беше дел од политичка хајка на СЈО.